Денешната 5 минути со Чавес ја започнуваме со македонското знаме. Ние секогаш го истакнуваме државното знаме без да ни се јават амбасадорите. Да, лидерот на ДУИ Али Ахмети се пофали дека во мала речица до знамето на Албанија го ставил и македонското знаме, ама дека му се јавиле дипломатите, иначе тој никогаш не би го истакнал. Браво! Стварно е за пофалба да си го истакнеш знамето на сопствената земја, она од која земаш пензија, плата, плаќаш даноци. Добро, кој како. Земјата која ти пружила подобар живот од Албанија и Косово. На Али посе изгледа само адресата во Ево Македонија. Срцето му е во роаминг на ефтина тарифа. О, Али македонист, респектој. О, кинг. До избори ќе почне и Бисер Балкански да ја пее за да го земат во влада. Немојте да се изненадите ако за Илинден или за 8 септември почне да дели знамиња на плоштадот Скендербек, само да не му го подметнат она со сонцето од Кутлеш. Ке си направи проблем со грците. Водата во гостиварината му е загадена. За сега можат само да се искапат. Туширање, кој ти дава. Министерот Тошковски го праша дали треба водоводите во Македонија да ги чува полицијата или војската. Вели дека не личи во мирнодопски услови полиција да ги чува изворите со чиста вода. Панче брат, се сложувам, ама знаејќи со кого си имаме работа, стави ти по некој полицаец да ги пази овие што мислат дека притисокот на водата се покачува ако се помеша со фекали. Или пак стави некоја камера од Safe City, за секој случај. Молк и кај албанските политичари, но и кај граѓаните албанци. Што знам, ако водата во Гостивар беше двојазична, можеби ќе излезеа на улица да побараат оставка од градоначалникот Лимани. Ке имаше и пресконференции, 4 соопштенија и 5 европски представници кои ќе сочувствуваат со маките на албанците кои имаат почувствителни стомаци од македонците. Лабави се и во ДУИ. Еве, например, од партијата на Ахмети може ќе кажат каде се парите што уште пред 4 години ги дала Швајцарија. 7 милиони евра за 2 големи резервоари за решавање на проблемот со водата во Гостивар. Ни резервоарите ги има, ни парите. Али бар знае како се живее со швајцарски пари. Може и би она Артана, ако се викаше Билјана, ке бевте погласни. Вака, кјутете си. Малку дошт, малку хлор и до избори све ќе се заборави. Нема за едни фекалии да барате оставки. По Бугарија и Грција реши да дава пасоши на македонци. Навали народе. Кој се пише грк, одма добива документи. Со грчки пасош и фрапето на плажа е посладко. Се збори дека ќе има и попуст за шопинг во Солун. Знаејќи им го паметот на овие што земаа бугарски пасоши за да возат ефтини крш коли, да работат на Бауштела во Немачка и да мијат тајнери во Мекдоналдс, нема да биде чудно ако одма се јават новите македонци од онаа Македонија дека се асли грци. Уште не ви е јасно зошто Грција реши одеднаш да дава пасоши на македонци. Не од што не сакаат, сигурно. Пред 15 години македонците почнаа да си ги бараат имотите во Грција кои вредат неколку милиарди евра. Од Грција добија едно аврио за поздрав. Сега условот да добијат грчки пасош е истите тие да се пишат дека се грци по род, а не македонци. Не знам кој би се пишал грк, ама никогаш не се знае. Пасош си е пасош. Кој ќе мисли на патриотизам? А дека Грција сега е мирна во ЕУ, бидејќи си ја имаат Бугарија, ни порача и грчкиот пратеник Емануил Фракос, кој јавно пред Европскиот парламент рече дека Грција никогаш нема да се согласи Македонија да влезе во ЕУ, бидејќи сме им ја краделе историјата. За да не остане покуса, се јави и бугарската председателка Јотова, која рече дека нема намера Бугарија да ги спроведува пресудите од Страсбур врска со регистрацијата на ОМО Илинден Пирин, која не може да се регистрира ни како невладина организација, а не пак како партија. А не се многу пресуди во корист на македонците во Бугарија, 16. А како работат бугарите покажуваат и оние 20 на портали финансирани од Исток со кои се врши пропаганда во Македонија. Главни теми се внесувањето на бугарите во устав, како и тоа дека Македонија ќе биде преземена од албанците ако не се согласиме на бугарските уцени. За поголем дел од овие портали стои онаа будалетинка Виктор Стојанов, на кој му е забранет влез во Македонија, паровари од Бугарија.
Сега јасно вие со кого си имаме работа, обвинителството и полицијата веќе водат истрага и за чиста околина овие така наречени медиуми мора да бидат затворени. Народ со вакви соседи треба да се плаши за својата иднина. Покрај вакви пријатели не ни се потребни непријатели. За крај на овие 5 минути, само кај нас можеш да живееш во Македонија, а да не го сакаш македонското знаме, да пиеш загадена вода, да трпиш и да чекаш грчки или бугарски пасош. Не за џабе се вели дека Балканот е посебна категорија во психологијата. Да не нема, треба да не измислат.